Двомечот со унгарски Пик Сегет ќе одлучува за тоа дали Металург и следната сезона ќе биде дел од Европската ракометна лига на шампиони. Банкротот на Атлетико Мадрид со себе повлече промена на системот на надпреварување. ЕХФ одлучи наместо класичниот квалификацијски турнир за кој беа најавени Металург, Висла Плок, Пик Сегет и Монпелје да се одиграат две бараш пресметки кои ќе ги дадат имињата на новите два учесника во Лигата на шампионите. Нашиот представник Металург сега за нова сезона во Европската елита ќе се бори во двомечот со Пик Сегет, кого прво ќе го нагости во Скопје на 28 август, за потоа на 1 септември да патува на реванш во Унгарија. Победникот од овој двомеч оди директно во групата Ц, каде од претходно беа извлечени Барселона, Вакер Тун, Парис Сен-Жермен и Вардар Про, на кој ќе им се приклучи и уште еден квалификант. Поразениот тим оди директно во третото коло на реформираниот ЕХФ клуб. Новото засилување за Борусија Дортмунд Хенрих Михтарјан се повреди за време на контролниот надпревар со швајцарски Луцерн. Вице шампионот на Германија победи со 4:1 во Луцерн, а еден од погодоците беше дел на Михтарјан. Ерменскиот репрезентативец сепак беше принудно заменет веднаш по голот, а по надпреварот се качи во клубскиот автобус со последици од повредата. Од лекарскиот тим на Дортмунд се уште не ги објавиле деталите околу тоа колку е сериозна повредата на играчот, кој денеска ќе се положи на детални медицински прегледи. Ерменецот беше посакан од Ливерпул, но премина во Дортмунд за сума од 25 милиони евра од украински Шахтер. Португалецот Руи Коста од тимот на Movistar победи на 16-та етапа на Тур де Франс во должина 168 км, што се воеше од Везон-Ла-Ромен до Гап. На околу 20 км пред целта се одвои група од 26 возачи, а португалецот со помош на тимските колеги во вистински момент го засели ритмот, мине во водство и со одличен финиш извојува убедлива победа. Руи Коста влезе со предност од 42 секунди во однос на французите Кристоф Риплон и Арнон Жанесон. Коста ја забележа втората етапна победа на јубиленото 100-то издание на Тур де Франс, а воедно стана само третиот португалец кој успел да забележи повеќе од една победа на Тур де Франс. Кристофер Фрум и по оваа етапа ја задржа стабилната предност во однос на второпласираниот Молеме од 4 минути и 14 секунди. Денеска ќе се вози 17-та етапа која е поединечен хронометар во должина од 32 км, а ќе се вози од Ембрин до Жорж. Мартина Хингис реши по пауза од 6 години повторно да му се врати на белиот спорт тенисот. Швајцарската тенисерка ќе се натпревари на отвореното првенство на Јужна Калифорнија во конкуренција на двојки со Даниела Хантукова од Словачка. Мојот надпреварувачки дух и натаму е жив и сакам да се вратам на теренот. Чувствувам дека сум во добра форма, изјави Хингис. 32-годишната тенисерка во септември 2007 година повтор пат во кариерата се пензионираше, откако доби 2-годишна суспензија бидејќи беше позитивна на кокаин за време на Вимблдон. Тогаш таа негираше дека конзумирала дрога, но не вложи жалба. Хингис во текот на кариерата освои 43 ВТА титули, од кои 5 Гранд Слем титули. На првото место на ВТА ранглистата мина 209 недели, а во текот на кариерата забележа 548 победи и 133 порази. Отвореното првенство на Јужна Калифорнија се игра од 27 јули до 4 август.